Ова беше анализата на Александар Спасовски поврзана со можноста за одржување на локалните избори. Гостин на вечерта во продолжение нова анализа политичкиот аналитичар Алберт Муслију. Муслију, добро вечер. Добро вечер. Можно ли локалните избори да не однесат во нова политичка криза? Не верувам. Не верувам. Нит па сите можности се исцрпени за да се одржат тие локални избори. Во секој случај е добро да се алармира, нели, јавноста, дека може да влеземе пак во нејасна ситуација со објавувањето на датумот на локалните избори. Меѓутоа, ако роковите предвидуваат веќе следната недела или најдосна за 2 недели распишување, чинам дека никој не зборува од политичките партии, ниту денеска никој од нив не сакаше воопшто да зборува на таа тема за локални избори. Па во секој случај ќе треба да зборат. Ние имаме парламент, ако тие се однесуваат неодговорно, тогаш ја не знам кој друг би требал да се однесува одговорно. Секој за својата неодговорност треба да сноси и политички последици. Ја дури мислам дека за сите политички партии во моментот локалните избори се многу битни, па дури мислам дека и блискоста на локалните избори е дел и од причините зашто ми поминуваме низ многу тежок процес на договарање. Мислите дека опозицијата ќе оди на локални избори без дефинирана влада? Значи владата, не знам, сега не можеме да преюдицирам. Ние сега треба да преюдицираме дека 3 месеци од сега нема да се формира влада. Ја не верувам дека тоа ќе се случи. Ја мислам дека ќе имаме влада или ќе имаме неко друго решение. Друго е да се зборува за датумот на локалните избори и немање влада во тој момент, значи зборуваме за 6 март, а друго е да збориме за немање влада на 14 мај, значи има приличен број на денови до тогаш. Меѓутоа, работи се малку исповрзани из распишувањето на изборите и одлуката, веројатно, иако Уставот не дефинирал, како што слушнавме од професорите по уставно право, не дефинирал дека и локалните избори ги распишува председател на собранието, сепак, веројатно е потребна некаква одлука на парламентот, таму нема председател, а председателското место е врзано повторно со договарањето коалиција. Не знам, можда ќе изнајдат некој хибридно решение па да се соберат во парламентот да изгласаат некоја одлука или да изберат председател на парламентот. Сега да кажам дека процесот на договарање е прилично динамичен. Ние денеска веќе имаме некои најави дека евентуално може да добиеме и нов мандатар. Тоа не ја исклучува нит варијантата да имаме влада, па нит варијантата да немаме влада. Но во секој случај, бар по најавите, беше најавувано од ДУИ дека не се преговара само за добивање на мандат, туку дека преговорите одат малце подлабоко и се разговара и за евентуално формирање на влада. Ние сите знаеме дека ние немаме председател на парламент, зашто немаме издоговорено влада. Но ако и тоа не се случи, ја не гледам причина зашто тие не би се договориле бар за локалните избори, затоа што пак ќе укажам на тоа. Ја мислам дека и одржувањето на локалните избори и нивната блискост по термини е една од причините зашто е тоа вклучено во калкулациите на политичките партии и зашто и целиот овој процес нам ни се одолговлекува после предвремените избори. Верувате во состав на влада СДСМ ДУИ? Ја верувам дека ни еден состав не е исклучен. Денешните изјави ми укажуваат на тоа дека таа влада е возможна. Што ќе се случи во последен момент, сигурно знаат политичарите кои на крај ќе треба тоа да го издоговорат. Меѓутоа некои други изјави отвараат и повторно опцијата ВМРО ДУИ влада. Мислам дека па ја затоа и реков дека ништо не исклучувам, но во секој случај сега има борба кој ќе го добие мандатот, затоа што ние немаме мандатар, а за да се добие мандатот не верувам дека може двајца да одат со по 61 подпис и да добијат мандат. Така да ние секако ќе имаме мандатар. Дали тој ќе го искористи, ќе формира влада, дали и тој нема да го искористи, тоа тек треба да го видиме. Мислите дека ДУИ ги испорача сите барања до СДСМ околу потпишувањето на коалицијата или сепак познавајќи политичките текови може да постои уште еден адут, наречеме влада коалиција без Заев? Не би можел да ви кажам на тоа сигурно треба тие сами да се произјаснат. По нивните ставови не сум можел да увидам дека има таква варијанта во која ДУИ би прифатил, например, да иде со СДСМ со такви услови. Така да не верувам дека тој е реалистичен услов, но во секој случај тие го имаат последниот збор. Така да треба да ги причекаме. А мислите дека во ДУИ има расположение Заев да биде мандатар за едната влада? Па ја верувам дека ако преговараат, тие преговараат за влада. Ако преговараат за исклучување на одредени луѓе,
на крај ќе треба тоа да излезат и да го образложат пред граѓаните. Но за таков услов до сега стварно не сум чул. Многу прашања околу составот на влада кој што се дел и од онаа платформа на албанските партии, меѓутоа и од она што се услови за коалицирање се врзани со некое друго мнозинство. Тука е специјалното јавно обвинителство, некој подршка и од ВМРО ДПМН. Така што мислите дека може да се направи некоја коалиција меѓу СДСМ и ДУИ без да може во парламентот да се реализираат тие барања без подршка на ВМРО ДПМН? И сега да прашам околу оној концептот, ако се направи влада ДУИ СДСМ за напуштање на концептот на победничките партии да формираат влада? Прво, работите не мора секогаш да бидат црно-бело. Значи, формирање на влада и непостоење на двотретинско мнозинство не секогаш значи дека тоа мнозинство не може да се креира. Ако се излезе со предлози кои би биле прифатливи за 80 плюс 1 пратеници, тие предлози сигурно би можеле да поминат. Верувам дека ако ние ги знаеме математиките, тогаш сигурно и партиите знаат дека двотретинско мнозинство е 81 пратеник. Така да верувам, бар по некои изјави кои денеска можев да ги чуем, сите барања кои подразбираат, и тука се зборуваше за знамето, за грбот, за химната, подразбираат отварање на диалог и тој диалог да се прошири и со валја другите членови на парламентот. Затоа што за да смените некои работи за кои треба двотретинско мнозинство, вам ви требаат 81 пратеник. Како стојат работите, било која комбинација во Македонија, осем широка влада, нема 81 пратеник. Така да претпоставувам или размислуваат за некој објективен диалог кој би го представиле пред пратениците, или подразбираат дека веќе разговарале со повеќе страни и може да обезбедат некое квалификувано мнозинство. Сега да прашам за крај само, што мислите, зошто етничките теми се вратија во овие избори и постизборни? Ја мислам дека албанските партии учесници во Пржинскиот договор покажаа прилично висок степен на коректност во процесот на договарање. Само да укажам дека целосното исполнување на Охридскиот рамковен договор и поравномерното распоредување на јавните добра се дел од Пржинскиот договор, но тие не беа први на листата на работите кои се преговараа. Меѓутоа, мислите дека платформата е коректна варијанта во една ваква ситуација? Не, сакам да ви укажам дека тие работи биле издоговорени уште во Пржино 1. Самиот факт дека ја неколку пати сум укажал дека хендикеп е тука затоа што македонците не можат да ги пратат медиумите на албански јазик. Овие работи кои се дел од платформата, осем прашањето на геноцидот, биле дел и од политичките кампањи. Така да тука не сум видел ништо ново што не било дел од програмите на политичките партии. Сега, дали е коректно или не е коректно, зависи од аголот од кој гледате. Сигурно за македонските партии може би не е коректно зашто овие прашања се вклучени сега, но ако гледате од аспект на албанските политички партии, тие не добиваат доволно заслуги зашто овие работи не ги промовирале и во текот на преговарањето на Пржино 2, Пржино 3, иако биле дел, ви велам, и на Пржино 1. Меѓутоа, се ја посетам за една ситуација пред, мислам дека неполни 2 години, ВМРО ДПМН и ДУИ како коалициони владени партнери постигнаа една согласност за промена на државниот грб. Тогаш сите опозициони партии ја нападнаат ДУИ дека тоа е погрешна насока, во опозицијата во Македонија ја напаѓаше владачката партија околу тоа. Сепак денеска повторно ја отвараме тоа прашање. Ја мислам дека имавме едно решение за кое што двете политички партии постигнаа некаква согласност околу грбот. Прашањето ми е, ако имало интерес околу тие теми да се затворат, веројатно тоа беше тогаш бевме најблиску до затварање барем на тоа прашање. Значи, можеби сме биле најблиску до затварање на прашањето на грбот, но прашањето на јазикот било дел и од политичката дебата и помеѓу коалицијските партнери. Ние сме имале големи расправи и од албанската опозиција и од албанските вонпарламентарни партии во тоа време во однос на капацитетот на користење на албанскиот јазик и дека он не е сразмерен на уставните предвидувања. Така да, но што се однесува до грбот, ДУИ го презентираше тоа решение, не беше добро примено и кај албанските гласачи, но во секој случај и тој случај укажа дека такви прашања треба да имат
поширока расправа, каде што сите ќе бидат вклучени. Ја не верувам дека Македонија може да си приушти себе си да смени грб или химна или знаме, а да во тоа не бидат вклучени било која опозиција и било која позиција. Тоа се сензитивни прашања и бараат поголема вклученост. Така, апсолутно согласувам и тоа претпоставам дека ќе согласите и вие дека топтан или пакет за ад-хок решение на тие ситуации се невозможни и веројатно не во ситуации кога треба да се формира таква влада. Не, апсолутно. Ја мислам дека и во платформата значи тоа е декларација, така оние викаат подписниците, и во декларацијата и бар по нивните јавни настапи се бара вклученост во процесот на донесување на тие три битни државни обележја. Не се бара конкретно решение како тоа би требало да изгледа, но се укажува на потребата дека тие решенија ќе треба да ја вклучат мултиетничката структура на граѓаните во Македонија, но не се инсинуира или однапред да се укажува какви тие символи треба да бидат. Значи само се бара поширока дебата околу тоа. Благодарам гости на вечерта, политичкиот аналитичар Алберт Муслио. И благодарам и вам.